Реализацијата на капиталните инвестиции годинава ќе ги надмине ланските 65%, тврди вице-премиерот Ангјушев. Од владата сега нема големи ветувања за изградба на 80 или 90% од предвидените патишта, училишта, градинки или болници. Задоволни се ако 2019-та биде подобра од минатата година. Иако до крајот на мај реализацијата изнесува неполни 14% или биле потрошени едва 58 милиони евра, Ангјушев уверува дека проблемите веќе биле детектирани. Изградбата напреднала веќе од јуни, па подобри резултати ќе имало во втората половина од годинава. На јуни веќе ќе има сериозен помак и втората половина на годината ќе има сериозен помак во реализацијата на капиталните инвестиции. Сепак да не заборавиме, реализацијата на капитални инвестиции се мерат на годишно ниво и јас верувам дека годинава тие ќе бидат многу подобро реализирани од претходните. Од владата очекуваат да биде откочена и една од клучните делници во изградба, автопатот Кичево-Охрид. Проблем е финансирањето. Владата се уште преговара со кинеската Ексим банка, а ако таа се откаже, ќе треба да се бараат други кредитори, процес што може да ја пролонгира изградбата. Она што се очекува сега да се случи е да се продолжи кредитирањето од Ексим банка, кое што престана 15 јануари, мислам беше. Практично финансирањето е спорно и тоа не зависи од нас, него зависи од Ексим банката кинеска. Денови очекуваме информации во тој дел, доколку тие информации не стигнат брзо, тогаш ќе обезбедиме алтернативни начини на финансирање и патот ќе почне интензивно да се гради. Од владата и лани уверуваа дека секој нареден месец само што не забрзале градежните работи на клучните проекти. Сепак бројките покажаа само 65% реализација, а неискористените пари беа пренаменети за општините да ги вратат на пластените долгови.